28 јули го гледате најновото издание на регионалните вести. Залутани куршуми на свадбени церемонии во Тетовско повредија 53 годишна тетовка. Од истрел од огнено оружје испукано на свадба оштетено е ветробранско стакло на автомобил додека се движел на автопатот Тетово-Гостивар. Полицијата уште еднаш апелира граѓаните да не користат огнено оружје на свадби. Пукањето по свадбени веселби оваа сезона не поминува без повредени материјална штета. 53 годишна жителка од Тетово вчера се здобила со прострел на рана на левата надлактица, откако била на свадбена церемонија во дворот куќа на улица Полок во Тетово, каде гостите се забавувале со истрели од огнено оружје. Таа во еден момент се пожалила на болки од присутните, веднаш била пренесена во клиничката болница Тетово. Заталкан куршум пак испука на свадбена церемонија вчера завршил во патничко возило БМВ со австрийски таблички, кое се движило по автопатот Тетово-Гостивар. 27 годишниот возач кога поминувал со автомобилот после на платната рампа Тетово, забележал колона на возило цемена веселба која пукала од огнено оружје, при што еден куршум завршил во неговото ветробранско стакло. Полицијата секоја година регистрира голем број повредени, материјална штета, но и загинати од залутани куршуми испукани на свадбени церемонии за време на летниот период. Оттаму апелираат граѓаните да се воздржат од употреба на огнено оружје на веселби, дело за кое може да се гонати кривично. Зашто користењето на огнено оружје на свадбени и други семејни свечености е спротивно на Законот за прекршоци против јавниот ред и мир и за овој вид прекршок предвидена е парична глоба која се движи од 200 до 500 евра во денарска противвредност. Зависно од околностите и крајните последици, меѓутоа, може да представува и кривично дело за кое законодавецот предвидел и казна затвор од 1 до 5, односно 10 години. Пред неколку години во Гостиварот залутан куршум на свадбена церемонија загина 10 годишно дете, додека со своите другарчиња се играше пред зграда. Две лица повредени во сообраќајна незгода на автопатот Скопје-Тетово, при што едно е задржано во болница, а другото лице пуштено е на домашно лекување. Во најновата акција на полицијата приведени 29 албански државјани кои нелегално работеле на подрачјето. Во сообраќајна незгода случена вчера на автопатот Скопје-Тетово во атарот на село Глумово, повредени две лица. Во незгодата учествувале моторцикл БМВ со словачки национални ознаки, управуван од 36 годишник од Република Словачка, и патничко моторно возило БМВ со скопски регистерски таблици, за кое 44 годишник од Тетово пријавил дека го управувал, додека на местото на настанот како возач кој го управувал возилото се пријавил 35 годишник од Гостивар, информираат од МВР. По незгодата со возило на итна медицинска помош, моторциклистот и лицето од Тетово, кое се пријавило дека го управувало автомобилот, пренесени биле во комплексот клиники Мајка Тереза, каде од страна на лекар кај тетовецот биле констатирани телесни повреди и бил пуштен на домашно лекување, додека кај лицето од Словачка била констатирана тешка телесна повреда и бил задржан за понатамошно лекување. Од МВР велат дека бил извршен увид на местото на настанот и се работи на целосно расчистување на случајот. Рано утрово во периодот од 5 до 6 часот од страна на полициски службеници од СВР Тетово спроведена е акцијска контрола за откривање и законско санкционирање на странски државјани кои непријавено престојуваат и работат на тетовското подрачје. При тоа на две локации, во Тетово и во село Джепчиште, биле откриени и приведени вкупно 29 албански државјани кои работеле како градежни или земјоделски работници. Лицата биле приведени во полициска станица, пошто биле предадени на одсекот за прекуграничен криминал, миграција, странци и реадмисија за понатамошна постапка, информираат од МВР.
Гостеварското предпријатие Комуналец ќе се подновува со 6000 нови метли. За нив ќе бидат потрошени 121.000 денари. Теренските работници од јавното предпријатие Комуналец ќе ги чистат улиците во Гостивар со 6000 нови метли. На тендерот за јавни набавки своји понуди доставиле 4 фирми. Најниската била на компанијата Амир Експорт, која метлите ќе ги обезбеди за 121.000 денари, информираше Арта Асани, референт за јавни набавки при општина Гостивар. Инаку, според наведената тендерска документација, предмет на договорот е услуга за изработка на обични црни метли, а во техничката спецификација стои дека предпријатието Комуналец бара метли со минимална должина од 90 см и тежина од 400 грама. Тетово на гости деновиве го имаше некогашниот тренер на фудбалскиот клуб Тетекс Момо Илич, кој инаку живее во Србија. Среќен е што после 44 години доаѓа во градот за кој го врзуваат многу убави спомени, но истовремено и разочаран. Во продолжение следува прилог во кој евоцира спомени од едно убаво време. Среќен сум што доаѓам во Тетово после 44 години, зашто одовде имам спомени за цел живот. Вака Момо Илич, кој во периодот од 1974 до 1976 година го водел фудбалскиот клуб Тетекс, го започна разговорот со нас. За него тоа е најубавото време кое клубот го имал во својата историја. Iza mog odlaska Teteks je ušao u prvu Jugoslovensku ligu i šteta što nije ostao u toj ligi. Međutim, po meni fudbal u Tetovu i u čitavoj Makedoniji je u ono vreme bio bolji nego što je sada. По моето заменување Тетекс влезе во првата Југословенска лига. Штета што не остана таму. По мене фудбалот во Тетово и во цела Македонија во тоа време беше подобар од сега. Мислам дека тоа е неповратно, барем од она што сега се случува во Тетово, што е голема штета за младината и за развојот на фудбалот во градот. Овде постојат клубови во првата лига во Македонија, но Тетекс и Љуботен се практично историја на градот. Во лиги Македонije, додуше Teteks i ovaj drugi klub, samo da se setim, drugi klub na Tetovo, Ljuboten, su praktično istorija ovog grada. Љуботен наредната година ќе слави 100 години постоење и голема штета е што спортските и политичките работници во градот не го чувствуваат тоа, за да помогнат на клубовите за повторно да се развијат, исклучиво за децата кои треба да играат фудбал да бидат здрави. На еден начин кој ќе да помогне клубовима да се поново развијају, да опстану и тако даље, исклучиво због деце, због омладина која треба да игра фудбал, да буде здрава и тако даље. За време на неговиот краток престој во Тетово, вели имал желба да го види стариот стадион, каде тој со своите играчи ги одржувал тренинзите. Гледката за него bila tažna. Igralište u onog vremena je bilo napravljeno tako što smo mi pozvali ekipu iz Beograda, Partizanovu, koja je došla sa mašinama i sa šare je skinuta površina travna i napravljen je potpuno travni teren, nov. Игралиштето во тоа време беше направено, што викнавме екипа од Белград кои дојдоа со машини од шара, откинавме тревна површина и направивме потполно нов терен со трева, како и помошен терен со иста таква трева. Ова што денес го видов, благодарение на Љупчо Перински, е длабоко разочарување и длабока тага. Ова не смело да го дозволи никој, ни градот, ни општината, зашто клубовите тука ја создаваат својата историја. Да се направи нешто што е у овом тренутку џубре. To nije smeo nikoga dozvoli i ja molim... Да се направи нешто што во моментов е ѓубре. Ги молам сите, и градот, и општината, и спортските работници, овој терен да се оспособи повторно за децата и младината во градот. Posebno želim da pozdravim građane Tetova, gde sam ja proveo 2 nezaboravne godine sa utiscima koji ostaju za čitav život, divni utisci. Jedan od njih je moj, ako mogu da kažem, veliki prijatelj i najbolji prijatelj u životu, to je doktor Rasko, koji je bio zaljubljenik u sportu, prvo fudbal, a onda odbojka. I mislim da takvi ljudi u ovom gradu moraju ponovo da se, ako ne drugačije, da se pojave, da bi sport krenuo svojim putem, isključivo zbog dece. I ponavljam, isključivo zbog dece. Nikakav drugi razlog ne postoji. Во разговорот со него почувствував среќа што му е гостин на Тетово, истовремено и разочарување. Го запрашав што тежи повеќе на неговата емотивна вага.
Ako stavimo na vaga, ja sam gledajući u ovih 7-8 dana Tetovo postao maltene mali Velegrad. I to me posebno drago mi je i raduje me i tako dalje. Читајќи низ Тетово овие 7 до 8 дена, оценив дека станал голем и урбан град и тоа посебно ме радува, но одредени работи треба да се свртат во позитивна насока. Postavljam pitanje gradu gde deca i omladina mogu sebi da nađu prostora za igru, za život. To ne postoji. Поставувам прашање на градот, каде децата може да најдат простор за игра за живот. Улиците се преполни со автомобили, децата немаат парче тревна површина за нив и за родителите. Da ona, uživaju sa roditeljima, sa majkama i tako dalje. Mislim da je to pod brojem 1 zadatak, to je moj savjet i molba na sve ljude u ovom gradu, prelepom gradu, da pokušaju da pomognu svojoj deci i svojoj omladini. Господинот Илич денес си оди од Тетово со измешани чувства. Се поздравивме со договор за следно гледање наскоро. Општина Маврово и Ростуше утре ќе биде домаќин на традиционалната манифестација на избор на најдобрата пита Питијада 2018. Во Ростуше ќе се избира најдобрата мавровско-реканска пита. Општина Маврово и Ростуше утре ќе организира традиционалната манифестација Питијада 2018, во рамки на која гостите и туристите ќе имаат можност да ги видат и природните убавини на овој крај. Покрај тоа што ќе бидат наградени домаќинките кои ќе ги направат највкусните пити, во текот на утрешниот ден ќе биде организирана посета на водопадот Дув, како и заедничка забава во вечерните часови. Утре, недела, ќе имаме Питијада во општина Маврово и Ростуше. Тоа е традиционален настан кој што се одржува секоја година, така да и оваа година ќе го организираме. Настанот ќе почне во 10 часот и од 10 часот до 11 ќе биде пречекот на гостите, при што ќе имаме присуство на деварските зурли и тапани кои што се надалеку познати по својот белост. Од 11 до 13 часот има организирана прошетка до водопадот Дуб, каде што ќе има наши водичи кои што ќе ги водат на посетителите. Од 13 до 15 часот ќе биде организиран изборот на најдобра пита, кој ќе се одржи во Домот на културата во село Ростуше. Имаме закажано присуство и на амбасадорките на Швајцарија, на UNDP и на Јапонија, кои што ни укажаа чест оваа година, а ние ќе ги ставиме во комисијата, која што ќе треба да ја избере добрата пита. Секако ќе има и награди за трите најдобро прогласени пити, и настанот се заврши со една игранка, односно забава која што ќе биде организирана во 21 часот во центарот во село Ростуш. Изборот на најдобра мавровско-реканска пита започна да се организира од 2003 година, со неколку прекини до денес. Од општина Маврово и Ростуше најавуваат дека ќе продолжи и понатаму традицијата Од општина Маврово и Ростуше најавуваат дека ќе продолжи и понатаму традицијата на одржување на манифестацијата низ годините што следат. Новите правила во Франција, односно така наречената реформа на трудот, што ја предложи председателот Емануел Макрон, предизвика бран протести во земјата. Во Македонија засега нема никој позначаен технолошки развој на нови технологии кои би ги загрозувале работните места, но во блиска иднина ќе мора да се преиспитаат работничките права. Тема на неделата на Радио Слободна Европа. Добре дојдовте во темата на неделата на Радио Слободна Европа. Овој пат говориме за реформата на трудот, односно за плановите во оваа сфера во европските држави и во Македонија. Новите правила во Франција, односно така наречената реформа на трудот што ја предложи председателот Емануел Макрон, предизвика бран протести во земјата. Реформите се само дел од целиот комплекс промени кои според експертите би можеле да водат до нови можности, но и до поголема криза. Оваа реформа беше представена како приоритет за време на изборната кампања на Макрон. Новите правила ќе ограничат исплатата за отпуштање од работа, истовремено давајќи им на компаниите поголема слобода да вработуваат и да отпуштаат луѓе. Француската министарка за труд Муриел Пенико вели: Parce qu'effectivement, au-delà même de la transformation juridique, c'est l'état d'esprit
C'est l'état d'esprit des relations sociales, c'est l'état d'esprit du Code du travail, c'est l'état d'esprit du marché du travail que nous pensons nécessaire, possible de modifier. Но илјадниците работници кои излегоа на улиците се надеваат дека се доволно силни за да го присилат председателот да ги преиспита новите правила. Жан-Лук Меленшон од крајната левица правилата ги оцени како социјален државен удар. Pour que les ordonnances aient force de loi, il faut qu'elles repassent devant le Parlement. La bataille n'est pas finie. Elle commence. Тој исто така му упати порака на Макрон. On a depuis appris que la démocratie, ça ne serait pas la rue. Monsieur le Président, il vous reste à consulter l'histoire de France pour apprendre que c'est la rue qui a abattu les rois. C'est la rue qui a abattu les nazis. И покрај демонстрациите, француската влада ги усвои со забелешка дека тие се неопходни за поголема конкурентност, со цел да се намали големата стапка на невработеност, која во моментов изнесува 9,15. Но синдикатите страхуваат дека промените ќе ги ослабат заштитите на работничките права, како и нивната улога во политичкиот процес. Пиер Матио, професор од Институтот за политички науки во Лил, вели: L'emploi que l'on occupe peut très bien disparaître. Parce qu'il y a de l'innovation technologique et des changements. Donc, c'est pas un problème si un emploi disparaît, mais à la condition que la personne qui perd son travail soit aidée, accompagnée, etc. D'accord ? C'est ça qui est important. Une entreprise puisse licencier quelqu'un plus facilement, mais en même temps la personne licenciée soit aidée et accompagnée, je pense qu'il aura réussi son pari. Промените во трудовото законодавство се први во бројните реформи што ги веди Макрон со цел да ја заживее економијата и да намали невработеност. Исто така постојат планови за измени на бенефициите за невработените и на пензискиот систем, промени кои веројатно ќе предизвикаат многу повеќе немири во Франција. Во Македонија мора да се менуваат застарените правила и навики и на работодавачите и на работниците, велат познавачите. За сега нема некој позначен технолошки развој и примена на нови технологии кои би ги загрозиле работните места, но во блиска иднина ќе мора да се преиспитаат работничките права. Во Македонија се уште нема нова технологија во производството и услугите и затоа технолошкиот развој засега не ги загрозува работните места во земјава, коментираат експерти, посочувајќи оти ситуацијата ќе биде таква и во следните 5 до 10 години. Тие сепак објаснуваат дека подготовките кон ваквите промени ќе бидат комплексни и ќе зависат од повеќе фактори, но и од насоката во која ќе се развива индустријата во земјава. Тоа е сплет на повеќе економски и бизнис активности. Дали ќе одиме во слободните економски зони со привлекување на странски директни инвестиции кои ќе бидат директно со иновативни технологии и практики, или тие ќе донесат повторно застарени технологии поради работната сила, дали нашиот начин на пристап до финансии ќе овозможи потикнување на компании кои ќе имаат иновативен пристап, модерен, технолошки напреден пристап за производи, услуги и така натаму, и дали воопшто потребата на македонскиот пазар е основна како водилка на македонскиот бизнис. Додека синдикатите во Европа предупредуваат дека новите промени ќе ослабнат заштитата на работничките права, во Македонија законот за работни односи беше менуван повеќе пати, а лидерите на синдикатите посочуваа на кратење на работничките права. Бошков смета дека работниците во Македонија имаат сигурен статус заснован на планираните потреби, производство и услуги. Во светот тоа се менува постојано. Потребите се менуваат, луѓето се навикнати на промени, ние малце сме на некој начин стабилни, традиционални кон потребите. И од тука излегува дури и потребата за менување на трудовата легислатива. Рековте дека синдикалните, односно работничките права се намалени, меѓутоа и она што се менува иако споро во Македонија, мислиме дека на некој начин работодавачите имаат потреба да ги менуваат навиките на
и во својот бизнис, меѓутоа и во работничките права. Во однос на тоа колку образованието ги следи потребите на пазарот на трудот, Бошков вели дека Бизнис конфедерацијата во Македонија е со став дека образованието и потребите на пазарот на труд се движат во различна насока. Тој смета дека е потребна поголема флексибилност во образовните институции, со тоа што дел од практичната настава на учениците и студентите ќе се одвива во компаниите. Тоа беше се во оваа емисија посветена на реформата на трудот во Европа и во Македонија. Нашите содржини можете да ги следите и на социјалните мрежи. До гледање. Денес имавме сончево време, попладне со умерена облачност и со услови за изолирана појава на краткотраен пороен дожд и грмежи. Утринската температура се движеше од 14 до 22 степени Целзиусови, а дневната од 24 до 34 степени Целзиусови. УВ индексот беше со вредност 8. И утре ќе продолжи променливото облачно време со локален пороен дожд и грмежи. Утринската температура ќе се движи од 15 до 22, а дневната од 27 до 34 степени Целзиусови. УВ индексот ќе биде со вредност како и денешниот 8. Овде го завршуваме најновото издание на регионалните вести. Имајте убав остаток од викендот. Пријатно!